Здраво ученици, добре дојдовте во мојата училница по предметот Географија за 9 одделение. Јас се викам Даниела Ристова, наставник во Основното училиште Ѓорги Сугарев во Битола. Денес ќе ви ја објаснам новата наставна единица Хидрографија на Америка. За полесно да ја изучиме, ќе ја поделам на два делови, и тоа Хидрографија на Северна Америка и Хидрографија на Јужна Америка. Хидрографијата на Северна Америка се истакнува со тоа што таа има 3 надворешни сливни подрачја и едно внатрешно сливно подрачје. Кои се трите надворешни сливни подрачја? Под број 1, сливното подрачје на Тихи океан, означено со зелена боја, потоа сливното подрачје на Атлантскиот океан, означено со црвена боја, и под 3, сливното подрачје на Северен леден океан. Кои се реките во сливното подрачје на Тихиот океан, кои што треба да ги објаснам? Тоа се реката Јукон, реката Колорадо и реката Колумбија. На следниот слайд е прикажана една тематска хидрографска карта на која што ги имам означено овие три реки, а странично се подетелни карти. Од левата страна е подетелна карта на течението на реката Јукон, додека од десната страна се подетелни карти за реката Колумбија и Колорадо. Реката Јукон извира од Канада, за подоцна да тече низ областите на Аљаска, па да се влие во Беринговото море во вид на делта. Оваа река е долга над 3000 километри и во минатото била главна сообраќајница за времето на Златната треска, па затоа делови од незе се прогласени за национални паркови, така најпознат дел е делот наречен 30 мили. Наредна река е реката Колорадо. Таа извира од Карпестите планини, течи 2330 километри низ 7 американски и 2 мексикански држави за подоцна да се влее во Калифорнискиот залив. Најинтересно за оваа река е феноменот наречен Голем канјон, кој што е долг 441 километар, широк 29 километри и што најинтересно за него е неговата длабочина од 1,8 километри. Геолозите постојано се расправаат и имаат разни тези како и кога настанал тој, според некој настанал пред 5, а според некој пред 70 милиони години. Течението на реката било во почетокот во горните делови на овие карпи, меѓутоа подоцна со ерозија реката издлабила, длабочина 1,8 километри и сега е на нивото кое што ви го покажувам на сликата. Река Колорадо. Сите овие реки, и Колорадо, и Колумбија, и Јукон, се брзи планински реки, бидејќи идат од високи предели на млади верижни планини и полни се со вода. Поради тоа имат голем хидроенергетски потенцијал. Затоа на реките има изградено хидроцентрали, резервари, аквадукти. Оваа река со вода снабдува околу 40 милиони луѓе, а исто така незините води се користат и за наводнување на земјоделски култури. Како најпозната хидроцентрала на оваа река е хидроцентралата Хувер, која што е со голема моќ од 2000 мегавати, поточно колку енергија колку што произведува 3 рек Битоли, нашата термоцентрала рек Битола. Задоволува струја за потребите на 8 милиони луѓе. Наредна река е реката Колумбија. Во незиниот слив има 60 брани и хидроцентрали со 44% од производството на хидроенергија во Соединетите Американски држави. Реката е со должина од 2000 километри, изворот му е во Канада. На незе има моќни хидроцентрали, меѓутоа најсилна или најмоќна е хидроцентралата Гран Кули со 6800 мегавати. Сега доаѓаме до ново сливно подрачје. Тоа е второто сливно подрачје, односно сливот на Атлантскиот океан. Тука ќе ги објаснам реките Мисисипи, Свети Лоренс и реката Рио Гранде. Реката Мисисипи се наоѓа во јужните делови на Соединетите Американски држави. Индијанците ја нарекуваат уште голема река, извира од Карпестите планини, минува низ
50 градови во 10 држави и има должина од 3730 километри. Незиниот влив е во Мексиканскиот залив. Сега, доколку сакаме да патуваме, можеме да направиме интересно патување од Мексиканскиот залив, да се префрлиме на реката Илинои, па имаме канал, па тоа следува езерото Мичиген, другите езера, да излеземе на реката Свети Лоренс и да излеземе на Свети Лоренсовиот залив. Исто така, многу пати американците спојуваат Мисисипи со Мисури, па на тој начин викаат дека ја имаат најдолгата река на светот од 6420 километри. Инаку реката е пловна 3000 километри на реката и во минатото и денес пловат бродови. Порано тоа биле, како во случајов на сликата, парабродови, а денес тоа се современи бродови кои што се користат за пренос на патници и стока. Покрај сообраќајното значење, оваа река има и хидроенергетски потенцијал и изградени хидроцентрали. Наредна река е реката Свети Лоренс. Оваа река има сообраќајно значење затоа што ги поврзува големите езера, односно езерото Онтарио со заливот Свети Лоренс. Реката Рио Гранде представува природна граница помеѓу Соединетите Американски држави, односно незините држави Њу Мексико, односно Ново Мексико и Тексас, а од другата страна е државата Мексико. Таа има гранична линија околу 2000 километри и на таа гранична линија се контролира од граничната полиција затоа што многу често има преминување на мигранти од Јужна и Средна Америка. На крај стигнуваме со сливното подрачје на Северен леден океан. Тука се реките Мекензи и Нелсон. Реката Мекензи извира од карпестите планини, протекува низ големото Робско езеро и се влева во Бофорово море. Таа е долга околу 4000 километри и највисок водостојк има во пролетните месеци кога се топат снеговите и мразот. Зошто е битна оваа река? Затоа што преку најголем дел од годината таа е замрзната. Кога ќе се одмрзни, таа е од животно значење за луѓето кои што живеат во овие делови, затоа што тогаш станува главна сообраќајница за пренос на патници и стока до градовите. Реката Нелсон. Реката Нелсон извира од Канада, поточно од областа, односно државата Манитоба, од езерото Винипек, а низиниот влив е во Хадсоновиот залив. Таа има должина 664 километри, меѓутоа ние треба да знаеме дека и во таа должина, иако не голема, постојат многу хидроцентрали кои што се наведени на оваа фотографија. Стигнуваме во делот кога завршуваме да зборуваме за реките во Северна Америка и започнуваме да зборуваме за езерата во Северна Америка. Најмногу треба да се истакнат групата на големите езера. Тоа е група од 5 природни езера, поврзани помеѓу себе и во светот се познати како најголемиот резервоар на сладка вода во светот. Најголемо од сите езера е Горното езеро, кој што се нарекува Супериор, бидејќи тоа е втора по големина во светот после Каспиското езеро, но бидејќи Каспиското езеро е солено езеро, а ова е езеро со сладка вода, тогаш ќе дојдеме до следното, дека ова е најголемото сладководно езеро во светот со површина 82.100 километри квадратни. Други езера се Мичиген, Хјурон, Ири и Онтарио. Еве го езерото Мичиген, ова е градот Чикаго, ова е езерото Хјурон, ова е езерото Ири, ова е езерото Онтарио, ова е градот Торонто. На оваа слика во овој дел се прикажани езерата Ири и Онтарио и најинтересната река меѓу нив тоа е реката Ниагара. Реката Ниагара е на границата меѓу САД и Канада. Во незе, поточно на незе, се наоѓаат Ниагарините водопади кои настанале пред 12.000 години,
во периодот на последната ледена епоха кога се стопиле ледниците. Постојат три водопади, познати под името канадски водопади или потковичести водопади, американски водопади и водопадот Невестински превес. Која е висината? Например, канадските водопади имаат висина 53 метри, а американскиот е висок 21 метар. Низ овие водопади за една минута при максимум водостој може да помини 170.000 метри кубни вода. Сега делот со прашања. На тематската карта за реки, нема тематска карта за реки на Северна Америка, би било убаво да ги пронајдите означените реки, значи со потемна боја се означените реки од Тихиот океан, со малку посветла боја реките кои што се вливаат во Атлантскиот океан и со најсветла боја означени реките кои што се вливаат во Северен леден океан. Може би убаво е да ја исцртате оваа карта со лесни контури и да ги означите овие реки и подоцна во вашата тетрадка да ги напишете нивните имиња. Исто така имам и прашања за повторување. Значи наброј ги трите надворешни сливни подрачја. Потоа, како се нарекува реката која тече низ Канада и Љаска, голема сообраќајница за време на златна треска? И така натаму наредени ви се реки кои што можат да ви помогнат да го проверите своето знаење. Следни се реките во Јужна Америка. Реки кои што ќе ги објаснувам се реките Амазон, реката Ориноко и реката Парана. Реката Амазон е река со најголем слив на светот. Ова е тој слив, означен на оваа долна карта. Слив е главната река со сите незини притоки. Најголеми притоки на Амазон се реката Мадеира и Рио Негро, а вкупно сливот го сочинуваат над 500 реки. Реката Амазон и незините притоки, изворот му е на Андите на висина над 5000 метри надморска височина, а додека вливот на реката Амазон е во овој дел тука, во вид на делта и вливот е во Атлантскиот океан. При висок водостој ширината на оваа река е 80 км при утоката. Од двете страни на реката има дождовни шуми кои што во овој дел од светот се нарекуваат целваси. Иначе, цел слив има површина од 7,2 милиони километри квадратни. Наредна река е реката Ориноко, долга 2140 км. Таа се наоѓа над реката Амазон. Исто така и таа прави делта при вливот во Атлантскиот океан. Иначе интересно е што од двете страни на реката се наоѓа богатство од нафтен или нафтоносен песок, кој што во иднина можеби ќе биде потенцијална суровина за добивање на нафта. Меѓутоа, покрај овој енергенс во деловите на реката има и резерви на железо. Во самата река Ориноко има ендемични животни како што е ориночкиот крокодил, кој што е една од најретките влекачи во светот со околу 250 представници. Наредна река која ќе ви ја објаснам е реката Парана, која што течи во Јужна Америка. Таа извира од државата Бразил, а се влива кај вливот Ла Плата, односно тоа е естуар. Реката има должина од 4880 км и таа е втора најдолга река во Јужна Америка, веднаш по Амазон. Таа има огромно сообраќајно значење, меѓутоа и огромна хидроенергетска моќ. Затоа на нејзе изградена браната Итаипу, која што е втора по моќност во светот со 14.000 мегавати. На притока на реката Парана се наоѓаат Игуацу водопадите, кои што се интересни и спектакуларни водопади кои што ги посетуваат многу туристи, затоа што постојат 75 поединечни водопади, а нивната висина варира од 82 до 60 метри. Наредни водопади кои треба да ги спомениме се највисоките водопади на светот со висина од 979 метри, а тоа е Ангеловиот водопад во државата Венецуела. Бидејќи водопадот е доста висок, при падот на водата на овој водопад се создава магла.
Стигнуваме во делот каде што почнуваме малку да зборуваме за езерата во Јужна Америка. Најинтересно езеро е езерото Титикака. Тоа е најголемо и највисоко езеро во Јужна Америка. Инаку го последуваат државите Перу и Боливија. Се наоѓа на висина од 3810 метри надморска височина. На Андите Титикака има 41 остров и најголем дел од нив се населени. Тие се туристичка атракција, затоа туристите кога ќе дојдат се упатуваат со интересни пловила направени од бамбус, доаѓаат до овие интересни острови и тука им се понудени многу интересни занаечиски производи од локалното население. И за на крај задачите, задача број 1, како и во претходниот случај за Северна и за Јужна Америка, може да ги проверите вашите знаења на самава ова хидрографска мапа или пак самата оваа мапа да ја прецртате во вашите домашни тетрадки и да ги означите овие реки. И повторно доаѓаат прашањата кои што се за ваша проверка. Би било убаво вие овие прашања да ги напишите во вашите тетрадки. Ви благодарам за вниманието, се гледаме на нареден час.